Новите технологии отвораат можности, но истовремено носат и ризици. За наставниците во образованието, вештачката интелигенција истовремено е предизвик, но и закана поради можностите за нејзина злоупотреба. Токму затоа Министерството за образование преку разни обуки и проекти ги едуцира наставниот кадар и учениците за правилно користење на вештачката интелигенција. Нашата цел како влада и како Министерство за образование и наука да ја воведеме во секојдневниот живот на учениците и наставниците, но исклучително внимателно со користење на етичките принципи, затоа што секоја нова технологија носи многу добри страни, но носи и ризици. Наставниците и професорите стравуваат дека вештачката интелигенција може да замени одредени работни позиции, но истовремено се согласни дека се отвораат и нови можности, особено доколку образовниот систем се прилагоди на време. Може би некои работни позиции ќе згаснат и ќе бидат заменети од страна на вештачката интелигенција или машините претходно. Меѓутоа, клучната поента лежи во образованието. Едукацијата и начинот на кој што ние треба да ја употребуваме технологијата. Наставниците пред се мислам дека се сретнуваат со вештачката интелигенција како закана во образовниот процес поради можностите за нејзина злоупотреба. Ние преку нашата обука сакавме да ги предочиме сите предности кои што таа ги нуди, можностите за подобрување на наставниот материјал, подобрување на наставниот процес, изработка на интерактивни квизови, интерактивни игри за учениците, прилагодено образование, адаптирана програма. Младите треба да знаат како да ја користат вештачката интелигенција, зашто таа може да им помогне во процесот на образование. Но клучно е да не ја злоупотребуваат за да можат да напредуваат. Успесите се загарантирани ако се вложи сопствен труд. Таков е примерот со малиот Македон Димитровски од Тетово, кој донесе злато на Македонија на германската математичка олимпијада. Имаше најголема конкуренција до сега што сум имал. На почетокот 110.000 соученици, а на финалето помалку околу 1.000 и затоа ја многу бев задоволен да учествувам со сите други. Јас добив 2 медали, еден за надпревар математички предизвик и оваа медала што е прво место лауреат, уште повисока награда од злато дадена на само најдобрите. Инаку владата направи неколку законски измени со кои талентиран основец може да се надпреварува на државен или меѓународен надпревар или олимпијада за средношколци. И доколку победи, Министерството за образование и наука му исплаќа финансиска награда. Стипендиите се движат од 3000 денари па се до 5 просечни плати, во зависност од освоената награда. Порано ваквата можност ја немаше, но имаше случај кога основец се надпреварува со средношколци и победува, но поради возраста бил дисквалификуван.